Секое патување започнува исто, со мала возбуда и чувство дека нешто убаво доаѓа. А понекогаш не одиш да откриеш нов град, туку да се вратиш во оној што веќе ти е близок. Будимпешта е токму такво место за нас. Од моментот кога ќе слетаме, се почнува да тече природно. Од аеродромот кон градот. Значи само што ги скочите од аеродромот, од вашата лева страна ги имате автобусите. Од дека можете да купите картичка од аеродром до центар. Картата е 6 евро од човек до 6 години бесплатно. Будимпешта е еден од најпосетуваните градови во Европа. Градот има што да понуди, од архитектура и историја до храна и ноќен живот. И покрај толку туристи, градот него губи својот сјај. Се уште изгледа како нашиот втор дом. Welcome, welcome. Дога дојдовте во станчето во Будимпешта. Ова кошта за цела недела околу 500 евро беше. Многу станчиња во Будапешт имаат како галерија. Тоа значи дека со скали морате да идете горе. Пази главата. А ти не можеш вака да направиш. Е вака, до тук нема шанси. Згужван. Кој ќе спие до оваа страна? Јас ќе спием, немам јазика. Зошто има слика од коза во апартманов? Ево не го разберам. Прав маđар. Има едно место во Будимпешта што го откривме кога беше корона. Кога дојдовме прв пат тука, немаше жив човек, време на корона беше све мртво, но храната беше топ. Дојавме скоро секој ден. Can I have a potato, please? Curry? Yes, perfect. Oh, thank you for both. Aww. Green curry? Enjoy. Thank you. Имате лютичко, јас очекувам medium spicy curry. Да пробам ова чудо. Воу. Кој сакаше? Люто. А моја е со бибер. Многу вкусно. Не можеш да дојдеш во Будимпешта и да не пробаш кртеш колач. Eet van heer, şekerim. Köszönjük szépen. Szia! Budapest на вакира. Се прави буквално пред тебе. Се врти на оган и го има насекаде. Изгледа како десерт, ама всушност е улична традиција стара стотици години. Се пече на ролна, на доган и затоа ја добива таа форма. Однадвор е крцкав, однатре мек и мирисе на шекер и цимет целата улица. Ево уште една, значи буквално секаде ги има. Толку се сега популарни што никнуваат на секаде. А другото популарно јадење во Унгарија е лангош. Во Вашар Чарнок, главниот маркет на Будимпешта, е место каде што се мешаат локалци со туристи. Е тука остално го имало најдобриот лангош, само што стана сега многу популарно и тука е многу поскапо. Долу е класичен пазар, а горе веќе е друга приказна. Унгарска храна. Hello, шајто штефо. Толку сум научил да нарачувам. Така јаде и така јадам јас. Пржено тесто како нашата мекица. Унгарците го едат со павлака, кашкавал и лук, а туристите како пица. Кога ги ми текне дека за мекица давам околу 10 евра и се ежи кожава. Но не може да не јадеш тука вакво нешто мрсно, направено во многу зејтин. Луѓе. Да знаете дека лангошот кај парламентот е поевтин, ќе си пукам уст, не ми се верува. Ама добро, таму е туристичкото за лангош едење, во маркетот сакам да ви го покажам, да знаете. А парламентот, една од најголемите парламентарни згради во светот, има околу 700 простори и секој дел е полн со детали. Изграден во неоготски стил и затоа има толку многу спирали и украси. Парламентот е висок точно 96 метри, што не е случајно, туку ја символизира 1896 година, кога Унгарија славела 1000 години, а во градот има уште еден објект кој е точно 96 метри висок, исто колку парламентот. Човече, уште се качуваме. Ама ја кај ти добила? Не знам дали сум бил тука, мајко. Ако знаете, пишете во коментар. Ми текнува за време на корона кога бевме тука, имам фотографија Марк сам пред парламентот, а сега моментално гледате што се случува. Сепак нема уште толку многу луѓе, сега е Бож време, сега се сите кај базиликата, но знаете како идат групите, доаѓаат сите со автобуси, бабам ги остават тука 5000 луѓе, најнаш после се испразнува. Така и сега. Овдека имаат и статуа од Роналд Реган, како се движи надвор од парламентот. Унгарците многу го почитуваат, поготово времето кога го имал познатиот говор пред Берлинскиот зид. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
веруваа дека он помогнал да падне Берлинскиот зид, конечно да добија слобода и демократија. Сега продолжуваме на друга страна. Реката Дунав го дели градот на два дела, а мостовите се тие што го спојуваат. А мостот Маргарет е единствен мост што не оди од А до Б, туку иде Пешта, Маргарет островот, Буда. Секој мост има свој карактер. Liberty Bridge или мостот на слободата препознати по зелената боја и по класичниот трамвај кој поминува низ него. Тој е втор најфотографиран мост во Будимпешта после мостот на ланците. Првиот постојан мост што ги поврзувал Буда и Пешта со масивни ланци, камени столбови и мокни лавови е дефинитивно еден од најпознатите символи на овој град. А помеѓу овие два моста е мостот Ержебет. Модерен, чист дизајн, но исто толку важен дел од градот. Имам едно прашање за вас. Мислам дека многумина не го знаат точниот одговор, но ајде да видиме. Без Google, без Википедија. Што мислите, од колку градови е составена Будимпешта? 2, 1 или 3? Пиши во коментар без да дзиркаш. Ако прашате унгарец на која страна би сакал да живее, сигурно ќе ви каже на Буда. Буда е помирна, покултурна, нема толку туристи, што значи дека е потивка. Сите што имаат поише парички живеат таму или па уште позади, што е нешто како наше водно. А во срцето на Буда, малку погоре, веќе влегуваш во еден од најпознатите делови на овој град. Ова е замокот Буда, еден од најважните делови од историјата на градот. Се наоѓа високо на Дунав и од тука има еден од најдобрите погледи на Будимпешта. А одма до него е рибарската тврдина, едно од најубавите места во Будимпешта, со бели кули и тераси. Интересно е што не е класична тврдина, туку е изградена како видикова точка. А во центарот на тврдината е црквата на Свети Матеј, Матијаш на унгарски, чиј покрив е познат низ целиот свет. Таа птица таму се вика Туру. Тоа е митска птица. Легендата вели дека им се сонила на водачите на унгарците во мјазото и им рекла да дојде тука, каде што сега е Унгарија. На плоштадот на героите ги имате 7 лидери на унгарските племиња, Музеј на уметнички слики, големиот градски парк и најголемото игралиште за деца во градот. Ќе се качи заедно! Ај, што сторише? Ова! Ајде, брат, си мислиш и ти Бога више рад си ми си спотија. До градскиот парк или плоштадот на героите се стига со најстарото метро во континентална Европа, што е изградено во 1896 година. Интересно за ова метро е што се уште работи и го има истиот стил, а најстарото метро во целиот свет е тоа во Лондон. Сами сме у метрото. Не сме само за две луѓе. Ако сте со деца и игралиштата не ви се доволни, тука имате зоолошката градина, паркот на пеперутки. Дојдовме да видиме пеперутките, 5 души, 2 возрастни со 3 деца. Плаќавме околу 25 евра, но ако сакате само едно нешто да одберете, мислам дека зоолошката е многу поише вреди. Поскапо е, но многу поише животни и многу различни работи можете да видите, дека само пеперутки, неколку птици. Како ти се свиѓа, Мар? Топ, топ, топ! Топ, топ, топ. Природно-историскиот музеј. Во музеот имате буквално се за природата на Унгарија. Од преисториските денови па се до денес. Флора, фауна, се што може да се најде на оваа територија. Дури и бродот на Ное го има тука. Не знам дека до тука дошло. Мораше и тука да има игралиште. Денеска дојдовме во една поголема игротека, ова се вика Миниполис, баш е во центар на Кирај улица и ова е место каде што децата можат да пробаат различни професии. Сакам јабок. 6 euros. 6 euros. 6 евро. Павели. Хвала. Имаме хотел, ова е како вистинска рецепција, но се за деца. Е поправиш тоа? А еве дојдов кај фризерот. Првин да испереме главата. Дека дојдовме во супермаркет, на каса работи сега. Теше. Köszönöm szépen. А не сте биле во Будимпешта ако не ја посетите Базиликата на Свети Стефан, главниот храм на овој град, што е висок исто колку парламентот, 96 метри. Кога годам стои мене ми е бесплатно. Само кјута му збори унгарски, они мислат дека сме фамилија унгарци, дојдеме да се помолиме тука. Е сега ќе видам колку се цените кога сам ќе одам. Леле, колку гузлено луѓе. Прв пат чекам ред за карта овдека. 6800, тоа е околу 15-20 евра некаде. Денеска ќе се качам само горе, а во црквата ќе одам со неа, се шверцам. Од тука е влезот. Еве стигнавме. Не беше баш лесно. Ајде.
Чекате колку има. Еве куполата. Главниот дел од куполата е ова, да знаете само. Инаку оваа базилика мислам дека не многу стара, нали е 100 години. Еве цела купола. Овој делот од R2D2 или Death Star е внатрешниот дел. А ова тука е тоа што го гледаме од надвор и го сликаме. Магичен поглед. Здрава Будимпешта. Еј, што е она, бе? Ха! Какви погледи, луѓе! Убавина! А Унгарија не е Унгарија ако не пробате гулаш, чирке паприкаш. Ова е ресторанот каде што стално доаѓаме, Фрици Папа. А оваа салата е вода, лук и шекер. Малце чудно затоа што ова седи во вода со шекер. Абе, не ме забркаве, лук и шекер. Ова не ми е толку традиционално. Да, ова е, ама како татко ми правеше подобро. Едит готви подобро. Екипа, благодариме што го гледавте ова видео. Се надеваме да ви помогна за вашите патување во Унгарија. Гледаме народно. Марк. Peace. Пис.